Не можеме све у Скопје да не чини. Не чини, веројатно. Зашо баш си слуги? Серије се у последно време, многу се супер. На терапија, беше? Одлично. Не, се. Фамилија Марковски. Абе, кој е фамилија Марковски и Салон Хармони го гледавме пред 20 години? И све не чини, значи, све не чини. Значи, не знам, да играв, да видев натре како е, да ме викне на кастинг барем, не знам. Не чини, не. И добро. Да види, на некој начин не ни сакам, а ти кажам искрено. Види, јас сум глумец, со стендап се занимавам. Значи, ти си над тоа сакаш, да кажеш, ти си над. Знаеш како некој мисли дека тоа е его суета, не, едноставно не ќе. Не го брат. Добро ме сакаш да кажеш, шо и да тебе ти дојде некоја тезга, тоа се тезги. Шо и да ти дојде, ти си уметник, такви работи не прифаќаш и точка. Јас сум уметник во душата, брат, јас се занимавам со Фауст, работам, Гете, режирам представи, читам драмски текстови, Булгаков, Достоевски, мене тоа ме интересира. Јас. Поезија. Топ. Еј, заборев. Ми се отвори простор во емисија, пошто еден ќе си отиде у странство, остана нешто паричка ситна, мала, многу мала пара, ама нема везе, сакаш да се појавуваш у емисија? Ами, а во секоја емисија? Секоја емисија. Добро ти, види, ако беше на секоја втора, не знам, а некако за во секоја може да правим ако сакаш. Отидај. Отидеш шо, чува веза. Како стендап нешто ги правите збора. Нема да ти плакам епизода за епизода, на крај на сезона ќе ти платам топтан и готово. Окей, брат, види, мене не ми е за пари, мене ми е за уметност. Јас сакам да се занимавам со уметност, брат, зато. Вечерва запознајте го тимот на 1 на 1. А сега, вашиот домакин, Жарко Димитриевски! Браво! Тоа е тоа, само мажи, така треба. Аплауз за Пеперминт, луѓе, аплауз за Пеперминт. Ане. Тоа е тоа. Одлично. Ново студио имаме. Ви се допаѓа? Да, има некој што бил некогаш на снимање на 1 на 1 преходно? Не. Сигурно си викате, вау, ја мислев дека е повисок. Океј. Дечки, 9-та сезона е ова, 9 години тераме, не ми се ни верува како не држат се уште на етер, но добро, окей, нас не ни се верува, вас не ви се верува, се едно е. Ја гледавте минатата епизода, значи минатата епизода беше порано како снимавме од прва сезона, втора, трета, па се до 8 сезона и порано беше супер. Порано немав брада, сега имам. Порано, добро, немав брада, сега немам коса, додуша, има трансформации. Да. Почнува ми вика, види, добар си. Не си Драган Вучич. Сега ми викаат, не си добар, а и не си Драган Вучич. Дечки, порано немаше интернет и никој не гледаше на YouTube, сега има интернет и пак никој не гледа на YouTube. Порано не бев познат, сега сум навистина многу познат. Порано се пуштав и не ме рецка ни 2%, сега сосема поинаку, сосема поинаку. Сами ми доаѓаат. Да, верували или не, ова е факт. Самите девојки ми доаѓаат на улица, ме запираат и ме прашуваат кој е бројот на Спасе. Имал женски секси глас. Како бе тој женски секси глас? Како Спасе имал секси глас?
збориве, дечки, траат, предвремени, локални, парламентарни, секакви. Имам чувство дека нон-стоп има избори и веројатно сум во право. Ќе ви признам нешто, кога ќе дојдат на митинг кај мене во Мало секогаш, искрено убаво ми е, бе. Значи убаво е. Има прво нови мајци. Значи не се тие од пред неколку години, нови ти дават. Има капчиња, пенкала, сендвич добиваш понекогаш, тоа е кул. Си седиш у задните борбени редови, си уживаш, си ги собрал сите од дома, баба, куче, сите на митинг одите. И почиња кандидатот, базен ќе направиме сите. Базен, сакаме! Стадион ќе направим, сакаме! Фабрики ќе отворам, сакаме! За душа, не знам кај ќе отвори фабрика у Влае, ама седно. Убаво ни е на сите. Сакаме! Сите се вакви. Костумосани у првите редови, застанати, уште зетот и невестата фала, да дојат и готово е да почнеме. Сите се во одела, сериозни, и ова е вистина. Го видов другар ми напред у први редови, дотерен вака како јас, председател на месен комитет е. И знаеш, текнува дека во 8 оделение, онака лепеше мрсули на ракавот, а тој у одело се, а ти со маичката од новата 2017 избори и си викаш некако нема логика, бе. Ама, кога се работи за тебе? Не е проблем за тебе, амако. Možda ne sam upravo, amako. Браво! Одлично! Да, и како што завршува митингов, сите трчаме дома, пријателчиња. Зошто трчаме дома? Нормално, треба да се преброиме. Каде дошле повеќе? Значи, отвараме вести, портали, гледаме слики од дрон, мериме, цртаме колку на кој метар квадратен, дали, што, кој собра повеќе граѓани? Овие ли, оние ли? Според статистиките, инаку, ако на еден квадрат може да стојат двајца дебели, или тројца слаби, или двајца слаби и еден мешевски. Тоа е во просек на 1 метар квадратен 2,5 луѓе. Тоа значи дека на митингот на едниве и на другиве, според нивниве и нивниве сајтови, одат од прилика 3 милиони луѓе. Ама, окей, знам дека се избори, ама многу кандидати има. Значи, кога идеш на избори, никој не ги чита. Си се окружува за партијата и тоа е тоа, бидејќи ако земеш да читаш, отиде денот. Тоа е тоа. Имаш градоначалници, имаш советници. Имаш советници на советниците. И цела држава е кандидирана. Има и познати на листиве, видовте тоа, сите знаеме. Познати и лично, познати и јавни личности. И сега ме замисли тоа, како би изгледале слоганите на македонскиве звезди доколку би воделе кампањи, па така, например, Александар Маленко би имал слоган, веројатно, по една бивша за секој маж. Гласајте! Добро, он може комотно да се кандидира за кмет на Охрид и да изгради ѕид за скопјани да не доаѓате зерено со лајца да им го сркат. Комотно. Мелита? Да, Мелита ќе вети пополнет профил за секој граѓанин. Секој! Зошто да ги зезаат децата во школа? Имаш 1500, јас имам 5000. Миленко, од друга страна, ќе вети нешто. Тој ќе вети бугарски споменик за секој што ќе го гласа. За сите што нема да им даде тоа, ќе им даде шанса да го гледаат со пура во уста пола саат. Како? Јанко ќе вети бурек за секој што го гласа, а Васко Ефтов ќе открие од каде му е на Миленко споменикот, а на Јанко бурекот. Тој ќе открие. Добро вечер, Македонија. Каде и да си? Иван Исцелител ќе биде исто така доста добар кандидат што ќе привлече раја. Тој имено ќе дава бесплатна душевна терапија за секој. Без рецепт, без сакани ефекти, без логика. Без потреба. Сара Мејс ќе вети дожд цела година и ќе се утепа земање земјоделски гласови. Сите земјоделци
Ајде. Владко Стефановски ќе рече заокружете 1. Заокружете 2. 1. 2. А 1, а 2, а 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, хеј, Владко! Гласа за Владко! Владко ќе ме убие после ова. Тебе ти е другар, ти да ме спасуваш. Ти да ме спасуваш. Не го знам. Владко? Владко Јовановски? Владко Јовановски. Го знам. Глумецот. Што одеше по... Владко Јовановски ја пева на песната. Да имам само ноќта да бидам. Да. И на крај си викам што ли ќе зборува ако јас се кандидирав за избориве и истото се праша Марина и Ива, нашите теренски соработнички, и ја направи анкетата на оваа тема. Ти знам кој е Жарко? Не знам кој. Не знаеш кој е Жарко? Дали знаеш кој е што е на Еден на еден си гледал? Лако, добро, добро. Не. Зошто? Би го гласал? Не. Од каде е тој? 100%? 100%, не. Добро. Треба да го смениме. Мислам дека мора. Мислам, мора. Дали би го гласале Жарко Димитриевски? Да, зашто да не, да. Мислите ли дека е окей лично за да им служи на граѓаните на општината? Па мислам дека окей од тоа што го знам, сам што го гледам на телевизија, да. Сосема во ред, зашто не се кандидира? Би го гласал? Да. Он би бил најдобар кандидат за градоначалник од сите овие моментално? Да. Да, само. Убедливо. Убедливо, само ти кажу. Може? Би го гласале него? Да. Сметате дека е најдобар избор во моментот? Па не знам, не би могла да речам, сепак треба и искуство малку. Нека му е со среќа. Ако сака да биде градоначалник, јас му пожелувам се најдобро. Ето така. 9-та сезона ние имаме многу редовни гледачи, на некој од нив веќе им е рефлекс оваа емисија, па и у кома да се би кој ќе не чујат ќе станат и ќе не исклучат. А овие другиве што не знаат дека гледаат 1 на 1, иако тераме 9 сезони, ќе ги подсетиме зошто гледаат 1 на 1. Тоест, кои се знаците дека гледаш 1 на 1? Топ 7 знаци дека гледаш 1 на 1, презентирани од Пајак. Број 7. Знаеш дека гледаш 1 на 1 ако Џамбазов е гостин. Да, ако Џамбазов е гостин 1 на 1. Тоа е. Број 6. Знаеш дека гледаш 1 на 1 ако се јави Спасе. Ако се јави Спасе 1 на 1 е. Број 5. Знаеш дека гледаш 1 на 1 ако публиката пола саат се чуди каде се шегите на емисијата. Тоа е тоа, ако се чуди публиката, тоа е тоа. Број 4. Знаеш дека гледаш 1 на 1 ако гостинката му мавне корпа на жаре. Не коментирам. Одиме понатаму. Број 3. Знаеш дека гледаш 1 на 1 ако уште не ти е јасно дали тојот пеперминт стварно се вика Пајак. Број 2, знаци дека гледаш 1 на 1. Знаеш дека гледаш 1 на 1 ако ги гледаш епизодите само на YouTube. Само YouTube. Број 1 причина, број 1 знак дека гледаш 1 на 1. Бозо, одиме, мавај. Знаеш дека гледаш 1 на 1 ако си мајката на жаре. Фала. Вице-премиерот Мешевски. Браво. Повели, седни. Кај си бе ти бе? Поздрави се бе, кажи нешто, не ми доаѓаш вака седнуеш онака како скиснат некој. Не ми се збори, бе, братич. Зашо да не ти се збори? Паднав. Падна. Пази, кај одиш бе Мешевски, гледај колкав си машал уредно. Бе, аре. Не ми се зборич. Некако не ми е Ивото тоа што беше. Што не ти е? Ивотот. Што? Ивотот. Ивотот. Не можеш Ж да кажеш Мешевски случајно. Не, бе, аре. Зашо така мислиш?
Чекај, викаш си паднал. Така? У фаца ми делуваш кога да те терале да вратиш се што си трошил од државна сметка и не можеш Ж да изговориш. Вице-премиере, се ли е окей? Не сум вице-премиер, вика. Аман бе? Ке ти кажувам после. УАС, брат. УАС. УАС. Ужас. Окей, Ужас, ужас, ќе ужас. частаме до дапче, ќе кажеш, ама знаеш што мислам дека може да те расположи? Може да шутнеме една партија баскет, 1-1. А кош? Што? А кош? Кош. Ево Владо со пакомакот. Владо, ајде, дојди само ни треба хартија да најдем. Абе, јас имам. И онака ќе ја фрлав. Не, ќе фрлав. Што Ке сакаш фрлав. да речеш бе мише? Не бе, ќе фрлам ништо. Жива имам јас. Е па добро, ајде, да. Ајде, гледај, спремен сум си, бе. Да не се документи ова. Океј, продолжуваме ние понатаму. Сега ќе се запознаваме со сценаристите на 1-1. Ова ќе те расположи мише, пизда ми. Срце убаво. Да. Ова ни е 9-та сезона, тоа е прва студијска емисија од 9-та сезона. Имаме промени во оваа сезона, ќе ги дознаете наскоро. Но сакавме да искористиме епизода да ве запознаеме малку подобро со промените, тоест ние екипата на 1-1 да се запознаеме подобро со вас, публиката и тука и таму. Вие што гледате пред малите екрани. Да, така е, доста. Да се запознаеме подобро, па зошто да не и да си одиме еден кај друг на кафе, на гости и такви работи, пред се ние кај вас мислиме, но тоа е друга тема. Како и да ја сакаме, после сите овие години да ја запознаете екипата на 1-1. Така да, ова се момците и девојките кои што ја работат. Маријан Георгиевски. Маријан Георгиевски страда од синдром на повеќекратна личност. Во себе има 7 ликови кои се будат во одреден период од денот. 3 од тие се дел од тимот на 1-1. Првиот лик е Маци Бицепс, фитнес првак на Македонија кој му е личен тренер на жаре и дублер за голи сцени кои за жал досега не му се понудени. Вториот лик е Мацка, 54 годишна заводничка која обожава да носи куќна хаљина и му е лична асистентка на жаре. Третиот лик е Мац, битолчанец, актер, татко и стендап комичар, кој најчесто е во функција само во ноќните часови и е недостапен за викенди или за државни празници. Љубиша Сулимановиќ. Поради српското презиме е таргетиран како доушник на владата на Слободан Милошевиќ. 5 пати бил испрашуван и малтретиран со скокоткање со пердув по голи табани. Тортурата го тера да се повлечи и се посветува на гледање серии. Едно петочно попладне почнува да ги следи сите епизоди на Саут Парк и во вторникот навечер сваќа дека се нема мрднато 4 дена. При првиот обид паѓа, а докторите пресудуваат неактивирани заспани мускули. Одејќи на терапија во клиниката за од Чекорче се запознава со жаре, кој таму поради неконтролирано степување. Оттогаш е дел од тимот на 1-1. Марина Костовска. Марина кариерата ја почнува како еден од сценаристите на познатиот ситком Пријатели. Дженифер Анистон ја забележува во кафуле во Лас Вегас и случајно ја прашува колку е часот. Марина и вика 5 до 3, купи си ти. Анистон го забележува комичниот потенцијал и ја вработува. Жаре дознава за неа и очаен да биде дел од неговиот тим, ја пријавува за кражба поради што ја одземаат визата. Ја прифаќа работата во 1-1 и се уште го чека денот кога ќе му се одмазди на жаре. Додека жаре, оттогаш пие само флаширани пијалоци и спие со едно отворено око. Ива Петровска. Светот на Ива се руши откако завршува на второ место на изборот за Бекутан бебе. На само 8 месеци го чувствува горчливиот вкус на загубата и се препушта на алкохолот. Добива небитни ангажмани како втора замена на бебето во филмот Три мажи и бебе. Незините ја праќаат во детската градинка Росица, надевајќи се дека ќе се рехабилитира и таму конечно успева да се врати на прав пат. Се помирува со фактот дека е само обично бебе и мора да почне да го живее животот во игротеки. Тогаш добива телефонски повик од жаре, која вика да стане дел од неговиот тим. Само момент гласу што читаш, само момент, ова се тие што се на сцена веќе стигнаа тука овие што ги прочита. Ама има и други што да не им даваме дневница, така, нема потреба на сите. Да не им даваме, нека останат зад камерите, ама да ги прочитаме и нив. Ај, ако сакаш, продолжи.
Андријана Андова. Никој не знае кога точно е родена Андријана, ниту дали воопшто е родена. Позната во подземните кругови на Истанбул како Кајзер Созе, а не пишува скечеви за најпознатите турски комичари Джемел Зајнтфилди и Коксал Баба. Откако е разоткриена дека е македонски шпион во аферата Драган Вучич, Андова пребегнува во Кјустендил каде го запознава Жаре, кој таму купува ефтина гардероба за да лаже дека му е од Америка. Двајцата стануваат пријатели и земаат кредит за ново студио. Андова му станува жирант на Жаре и од тогаш таа е сценарист на Еден на еден без меница. Златко Стевковски. Злате е единствен македонец со синдромот на Бенџамин Батон, односно роден е како старец, а како што поминуваат годините, тој станува се помлад и помлад. Денес има 74 години, но изгледа како 24 годишно момче. Јасно ги памети деновите на бивша Југославија, пати по маршало Тито и времето поминато како машински инженер во МЗТ. Од 91 се посветува на хумор и сатира. 3 пати бил одбијан од Хихирику и Гоце Тодоровски ја зема неговата улога. Станува дел од шоуто на Жаре и се посветува на пишување скечеви, надевајќи се дека Гоце Тодоровски конечно ќе го види на телевизија и ќе почувствува завист. Да, тука сме со екипата од Умни глави! Толку години подоцна. Мајката, таткото, детето. И режисерот! Не, ова се всушност Марина, Ива, Љубиша и Маријан. Тие се дел од екипата на Еден на еден. Кој одамна, кој не, кој за жал, кој за среќа. Некој мора, да. Кој за пари. Кој за без пари. Кој за без пари. Да, и сакаме значи малце да се запознаеме подобро и имаме еден човек во публиката кој држи микрофон. Здраво, јас сум Марио. Елоквентно ми се допаѓа. Океј. Фалеш уште презиме да кажеш и И матични. не, матични. Да почнам? Не. Да, може. Имаш ти прашање за нас? Молам? Прашање за нас? Да, Супер. ама за сите вас. Да. Одлично. Yes. Да ми кажете за кога ќе гласате и кој колку плата зема. Одлично. Се уште не сте информирани, ама ние ќе бидеме независна партија кандидира на нови избори, која што убедливо ќе победи. Заклучно до јуни наредна година ќе згазиме на сите социјални медиуми. Да, вау. Ето. И да, Ива зема голема плата. А чекај само малце јас. А демек плата земате вие са? Не, Ива зема голема плата. Јас не. Јас сум ти посебно. Јаве па тие што доаѓаат за пари. Ќе си го правиме. Ќе правиме муавет, ќе го правиме муаветот. Што ми требаше со најубавите нови клумпи кај Спасе да одам ги упропастим. Вие сте тука, се извинувам. Денес го шириме речникот, време е да совладаме нов збор. Денеска зборот на денот е кафуне, што значи нежно поминување низ косата на вашиот љубовник, дечко, девојка, балдаска, мислам, никој не ве осудува кој да ви е љубовник. Кафуне. Е, така јас се чувствувам кога ќе отворам нова кутија чај, значи нежно поминувам со рацете низ кесичките, ги галкам, ги милувам. Значи, нема друг збор што би можел да опише што јас чувствувам освен кафуне. Сакам да кажам, без разлика од каде сме, некои чувства сите исто ги чувствуваме, а некои нешта сите исто ги сакаме. Како, например, добра шолја чај. Добре, и добар чај. Ау, добар. Чај. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто од чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Вашите омилени списанија Росица за прво, Другарче, Развигор и Наш свет со нови интересни содржини, песни, раскази, интересни научни факти, игри, корисни линкови, интервјуа и бројни изненадувања. Побарај ги во твоето училиште. Запознаја новата Ford Kuga. Колку куга си ти?
проблем што се друго изгледа помало. Стоби Флипс Магнус, голем флипс со збогатен вкус од 30% кикирики. Витаминка. Постојат два типа луѓе. Оние кои земале Форца кредит и оние кои ќе земат Форца кредит. А знаеш ли зошто? Затоа што секоја нова Форца апликација е без камата и без додатни трошоци. Аплицирај веднаш и земи кредит без камата и без трошоци. Онлайн на forza.mk или телефонски на 02 323 6666. Погледни поинаку. Не сум само празно шише. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од пластичната амбалажа и од лименките во новите жолти контейнери во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Купувањето стан е една од најважните одлуки за секое семејство. Ви треба дом со идеално распоредена квадратура, врвни градежни материјали и енергетски ефикасна градба која ќе овозможи значително пониски трошоци за живење. За да ги добиете сите овие работи, ви треба проверен партнер. Golden Art. 10 години ги градиме вашите домови од соништата. Прочитај повеќе. Limited Edition DAB лименки од 0,5 литри. Овој DAB е за тебе. Златен DAB. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature. Најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Знаеш дека си за Ford Focus кога прв пат она е крива во караницата. Знаеш дека си за Ford Focus кога на семафорот се тепаат кој прв да ти исчисти шоферчевната. Знаеш дека си за Ford Focus ако сите ти бараат автограф. Знаеш дека си за Ford Focus кога сите во друштвото се подпираат на тебе. Знаеш дека си во Ford Focus кога не знаеш дали ти го возиш автомобилот или тој тебе. Епа, знаеш дека си за Ford Focus. Како се викаш, другар? Дејан. Дејан? Не се мислеле твоите многу околу името. Имаш прашање или да продолжиме да те прашувам? Пошто сега незгодни почнуваме прашање. Погледот ти кажува се. Кажи. Кој од кога почнал да работи за емисијата? Така бе, така. Браво, нели убаво, фино прашање си. Можеме да кажеме, еве, да почнеме со господинот Ѓоргиевски. Настапував на Балкан стендап, мислам дека вие мали бевте, не ве пуштеа на врата тогаш, не предпоставувам. Жарим, еднаш ми звони, вика, брат, дали да напишеш нешто некој во за емисијата, нешто, и јас рандом нешто пишам, али го пишам како што ми течат, мисли е така, ти текнува? Така. И нешто беше со мигрантите актуелно, и ај са пишам нешто и им стигнува на Битолски напишано целото. И Жаре него не гледа, туку директно го збора, мислам во самиот материјал. Пошто ние не читавме тоа што стига, него туку што ќе дојде. Оди, брат. Едно време беше муабетот нешто како идат мигрантите прашуваат како колку пари плата.
нешто кај вас, 150, па и вие сте за со нас. И вика, отива на Битолски го зборам. Да остана во емисија. Тоа беше одговор. Али инкогнито бе. Ама Маријан си е другар и пријатели сме. Пријател на еден на еден. Да, пријател на еден на еден и од најтазе соработник и знаете многу убаво кога пријател ти е и соработник бидејќи нели другар, глупо е да го плаќаш. Мислам, како? Да. Не иде. Не би го. Славто што пидам од Битола. Како почна? Ова морам да го кажам. Толку чекав медиумски простор, значи добијам во оваа емисија моја омилена. Да забегаме понекад. Не, па може. Има време, мислам. Стварно може едно крупче свртат, имам. Имав ја радио емисија, шоуто на Тик-так Ива, Жаре ми доаѓа гостин, се дружиме, проаѓа време и јас доаѓам за Владо Ѓоргиев, љубовта на мојот живот, да го гледам у публика. Требаше да се пријавуваме за Young Derm да играме нешто и некако повликава како вас прва Тивка и Жаре доаѓа кај Ива, леле викам те молам немој само да дое Владо и да сидам. Доаѓам тука и после не знам колку време, многу брзо беше. Ме гледате мене во еден на еден и цела фирма буквално се исмејаваше, као дојде ти од кој играше игрици, сега работиш за сценаристи. Што значи дека сите сте дека вработени? Дека ова значи дека вие треба да... Како си? Драгана, одлично. Драгана, од каде доаѓаш? Пехчево. Леле, златно, Пехчево, браво. Браво. Кира Армоникашо добар ли? Да, го знаеш така? Секако. Нормално, кој не го знае Кира Армоникашо. Имаш некоја прашање или сакаш ние да те прашаме? Дали љубиш ја спасија? Не, имаме и доказ. Не. Кога сакаш може Кај ли ова? Каде ова, мислам? Види, се случува реално Не, често. ме прашале и други, да, нема врска. Се случува често и стварно прашале, ама јавете му на Спасе, кажете му да не звони. Нека звони готово. Слободно. Нема везе, како да се случило често додека го чекаме да се јави, му кажували и на улица и се, ти си Спасе, ти си, дури има и убедени што Значи различни луѓе сме радили. Јас оне дечко од нива, работи. Јас сум од Пенкава немам дигнато. Он Пенкава, Заев, ја Груевски, толку сме различни. Буквално. Да. Што прашање? Да не ни правим моје што физички воопшто не си личат еден на друг. Не го знаете, Спасе Лепотан. Сашко Коцев, ама повисок, така да ви опишам. Да речем. Додека го чекаме да се јави, предаде микрофончето да видиме како се вика. Здраво, Петранка. Пепи, здраво Пепи. Здраво Пепи. Од каде доаѓаш Пепи? Исто од Пепи. Вие сте всушност брат и сестра. Пепи и Драгана. Колешки. Имаш ти некоја прашање за нас? Имам. Слободно, пукај. Пошто Каролина сега се Да. омажи. Која ќе биде Каролина следна? А зошто да биде друга Каролина? Па некој таков на тапет што Види, е реално да сингл правиме. all the time. Не прифаќам јас сингл Не умре нико по овој сценарио оној. нас, тоа е проблемот. Не, види, реално секоја звезда без 2 до 3 разводи позади себе не е комплетна звезда. Така што ја чекаме, те чекаме Каролина. Те чекаме. Мислам јас. Стварно те сакам. Нека дојде да негира. Кажи? Нека дојде да негира. Нека дојде да негира. Да. Ајде. Абе, Спасе, не го најдовте, бе, ало. Ама Не, звоните дома. вие да се јави. Вау, каква навреда. Ајде. Нов телефон е. Ало. Ало. Спасе, зашо не ме викаш мене у емисијата, бе? Кој си тој Марија, ја више никад нема да ти се јавам. Што му фали на Маријан, бе, Спасе? Спасе! Спасе! Говедо едно и. Што аплодирате, бе? Иди го кај. Што аплодира? Не се, добро. Како викаат, case closed. Господино, да го чуеме до вас. Како си, пријателче? Имаме едно многу вака Деликатно прашање за вас. Разбирам. Овие Така и од ми вчерашни делуваш. ги разбирам дека работат за да се вработат у влада, а вие зашо работите? Твитерџиева ли да каже? Ајде, Љубиша Сулимановиќ. Ја после локални наследници. Да помине Тоа е пред по општини, бе, Слушај, цело време ни викаат уште сеа, уште овие избори, уште овие и сега задњото е тоа. Ајде истуркајте ше малце, ајде дојдете, ај.
Да, тоа е тоа. Здраво. Здраво. Како се викаш? Тамара. Тамара. И Тамара ми е исто убавко име. Подевска, а не. Бузе, Тамара, така е. Ја сакаш песната или ја мразиш? Не, пошто сите ми ја пеат. Тоа е Нели? супер. Досадно. Имаш некој прашање за нас? Па сакав да прашам, сите ја зборуваат дека во публика се давало по 500 денари ако си во публика, па да прашам кај ги даваат? Маријан ги дава. Маријан ги дава. Кај Тони Део, кај Тони Део дава. Да, не знам дали знаеш. Јуднавте шото. Маријан ги дава, ќе ги даде после емисија, а емисијата ќе заврши со нешто интересно. Значи, прво едниот ќе наоѓа начин како да раскине, а кога ќе удрам на ова, другиот. Значи, сега земам логата како неќам да раскинем. Супер. А успат тука имат некои цитати, само да ги најдам. Ау, уште потешко ви Ќе прави. ми раскинуваш? И ќе ги отварат рандом кога ќе осетат. Ти биди машкото сваќаш. Да. Не, нема машко. Нема. Има и чека. Абре, лесбека, мора во лесбека да е машкото да е, па Влези во лесбеката. Па нормално е, ќе влезам. Слушај, маче. Ние знам дека се двумеше, ти сакаш машки, сакаш нешто ово, она. Јас не можам така, мислам, ме разбираш, јас сакам некоја што ќе речи, маче, те сакам целата ова што си. Не можам ти ми идиш сега и ми викаш вчера, ми идиш, ових зидови души има и више него ти, па нормално дека ових зидови има и више него. Не знам што е проблемот. Чекај, застани малку. Знаеш, јас и ти ни с колку проблеми поминавме заедно, колку не бевме прифатени во ова наше општество. Маче, ти си да со Не смееш проблемите. толку да доминираш во животот, смири се срце моје. Ајде. Години поминавме заедно. Не знам дали. Си заборавила многу брзо дека кod тебе су још увек моje гачице. Душа. Така лесно помина преку тоа, Маринче. Преку се ќе заборавам. Нема да Мислам како забориш. ти кажам, Годините си јас го и ти направија сме своето. готово. Не, Мислам сме какви сега искачаат, интересно им е, ќе бидеме Друг раскинува. лесбејчиња. Ива. Така, Раскинувај. можеби, добро, нема Сега врска, јас ќе можеби ќе размислам, можеби ова не е време сега да раскинеме јас и ти. Може, ма дајте Чекај да кила, раскинем, дајте кила, една Сега, маче, текила треба со правиме лимон. мовет. Твојата доминација воопшто не ми се допаѓа, значи ако сме исто, треба сме исто. Шо е ова тука нешто маче ми правиш? Абе, маче, сега знаеш дека ќе Ама бидам... чекај, мене никогаш знаеш. не ме привлекувале такви агресивни женски, бе, човече. Маче, зашто бе се вакви работи ми габе, сега јас прва ти бев се или не ти бев прва, мислам сега како не ти раскинувале, шо имаш сега Ти да мене кажеш? секој ден ми ја пееш да ти бидам терориста, бе. Кој сака насилство? Мислам, Кој сака насилство, кажи ми? јас и сладкар го слушав за тебе, мислам, да разбираш преку што Јас сум толку ме поминувал. освои со тоа, гледам, Молим те, продолжи, продолжи. Те молам, значи, Ајде. немам ја године. Немам ни име ни презиме. Тоа од мене дека идентитетот го изгуби, стана друг човек, Мора- стана машко. Мора да ми се смириш, јас не Никогаш знам. нема да ти се смирам, да знаеш дека јас сам девојка за едно вече. Браво, добро е. Фантазија. Браво, одлично. За крај ова изненадувањето што го зборувавме, имаме специјален стендап. Не е толку специјален колку што е стендап. Ама па не е лист. Не, имаме стендап од најдобриот стендап комичар во Македонија. Леле. Да. Значи веќе имаш на двајца враќање. Добро, да, фактички ова е getting even. Да, како и да се знае дека зборуваме за Маријан Ѓоргиевски. Аплауз. Ајде, луѓе. Повели. Паќат избори. Не, супер е моментот со изборите, стварно. Не, стварно е добар моментот. Најинтересни ми се тие луѓе не овие што зборат како наш ова ќе направиме, она ќе направиме. Туку овие што се назад. Се најтоп од сите. Не знам дали ги знаете. Овие што се, например, што ќе пнуваја во прва, во втора, тие се назад. Тие се назад и секогаш го... Значи се појавуваат и вакви се во позадина. Ова е збора, а овие назад. Што и да кажи овај. А успат, кога ќе заврши и само почне. Значи тоа е од тој тип. Фала.
Се прашувам што е она што нас не карактеризира, она што е уникатно кај нас. Има луѓе кои што се измислувале разни работи, иноватори. Не знам али знаете дека иновација во Македонија е она што е во кафич седнуваш кај ше пепелјарата има едно за мастики оставање. Македонец ги има измислено. Да, озбилно. Тоа е една иновација македонска. Исто што треба да се заштити од УНЕСКО. Значи, си викам ако дојдат од УНЕСКО тука што да заштитат? Батали Охрид нема везе, окей. Супер, Охрид не мора УНЕСКО да го заштитува. Треба бабите да ги заштитат. Оти бабата е уникатно нешто. Тоа е, мислам за Македонија кога ќе кажеш баба, тоа се подразбира, кога баба. Таја постои негде, не? Значи, ми сваќаш, таја постои во домот, таја е вградена во домот. Кај едно другарче дома, кај него дам, кај ме здраво шопре. Шо е она онде, бе? Вика баба. Шопре, вика така седи, не премува, бе, нисо никој. Вика 15 години нема зборна, те гледа бака, те гледа. Со онакви наочари, ма на шо е? Газеро, очише. Вика, ништо, ми вика во моментот, кој си ти? Ништо не можам да видам. Викам, јас на 30 години ништо вака не можам да видам. Зате не дава аплауз, зате. И моментот, најак момент ми се обавите кој ќе оди да извади, например, шеќерче. Дали знаете оно шеќерче, што е бело, фабриката не постои поќе за нив. Брашно и мед внатре. И до теја вака го вади. На, касно, на ти касни, пиздати матер, јас да сум касно до това. То в патики да госта ми се распаднат патиките. На, касни и ти. И до тук, знаеш, од ке го вади? Не го вади како довде, туку која прави операција не ја зашија. Покрај джигерот ги чува, пензијата ја чува и шеќерчињата ги чува. На, повели касни. Баба. Сите потекнуваме од некое село, знаете, мислам. Во корените од некое село. Сите имаме. Така е. Така е, јеби га се. Знам други што се кријат, што се од влаја од вамот таму. Одам, често пати одам на село, што би рекла мајка ми да одиме таму, баба ти, дедо ти се, знаеш, не чекат на гробишта, умрени, ама језиви приказни, викам зборање. Одам таму, на високо се наоѓа црквата, од озгора баба вака слегва, нинџа. Викам татко ми, кој е овој човече? Вика, ни име си знај, ни презиме, нито колку години има. Ваква. Тоа се тие нинџи баби. Та иди вака, вика, доја те баци. Што не те баци, тоа те снеможие. Младоста да ти ја земи. И то баба, и не знам што баба мора да баци, човече. Знаеш, не е тоа како да те баци, туку таа те осеќаш. Таа на тромеѓе те баца. Ева, измеѓу. Ти избегаваш, а те вака пре. Овде, младоста ти ја зема. Тоа треба да се заштити. Ако гласате за мене, малку само погласно ако можете. Ако гласате за мене, бабите ќе ги заштитам, значи како национално богатство, музејска вредност. Баби и председателот. Не знам али го знаете. Спонзор е на Браќа Манаки, ние обичајно имаме еден фестивал Браќа Манаки и тој како генерален спонзор на тој и требаше да го отвори прв пат тогаш кога го изгласа, кога стана председател и стигнал имаше микрофон и излези ваква реакција напред. Толку стрес му дојде од толку луѓе наеднаш човекот и беше моментот само се појави вака бре. Многу сум среќен дека е фестивалот постои Браќа Манаки. Во оригинално постои Браќа Манаки, рече човекот. Неверојатен, значи, сум свака час. Беше во Гевгелија тука за бегалците нешто се види, нека тој врховен командант. Тој кој рече, например, во војна пола ќе изгиниме попат ние. Иако ќе ма се збунив, значи, извини, нема назад, јеби га. И сега во Гевгелија таму беше да се поздрави како со ова облечен по тоа војна униформа се, али тоа како шпикозни му стоја малце на човекот. Наискрено. И сега овие војничиња не застанат, има некој протокол во цело дека на пример здраво, нешто викат и тој како оди треба да направи ништо, значи вака само вајда предпоставувам. Викат војниците здраво, тој оди здраво пресо. Гуно војникот да не знае како да постапи, да ја фати со рака со латко да го мани. Мислам, јас го споменав него заради една причина, тоа е дека него Обама му намигна. Не знам дали знаете. Обама само му рече 2 еспреса. Тука. Добро, но сепак одиме понатаму. Сега со Заев направи да пукни. Да. Трамп. Тоа е тоа, драги пријатели, браво, Риш, сакам да ги чуваме. Па се гледаме. Маријан Ѓоргиевски, дел од екипата на 1-1. Секоја недела, 20:30 на Телма, се гледаме цела сезона 9. Чао, чао!